На последната седница на влада беше донесена одлука преку Македонската банка за поддршка на развојот да се помогне на Југохром да се рестартира. Беа обезбедени 1,5 евра од Македонската банка за поддршка на развојот за фирми со потешкотија, а таков е Југохром. Практично, имајќи го во предвид значењето на Југохром за целиот регион, имајќи го во предвид значењето на тоа колку фамилии и семејства екзистираат, значи од работењето на Југохром во регионот, но и пошироко во Република Македонија, имајќи го значењето во предвид значењето на комбинатот за целокупната економија во државата, владата донесе одлука да помогне со ликвидни средства за рестартирање на објектот. Кога викаме со ликвидни средства, тоа не значи дека тие средства се точно наменети само за една цел, него се наменети за да се затвори финансиската конструкција на сопственикот да може да го стартува погонот. Тој ќе биде стартуван на пролет. Согласно сите разговори, еве гледате позади нас, филтерот се гради. Имавме различни изјави овие денови. Сакам само да напоменам дека фабриката беше изгасена во ноември месец 2016 година, значи точно пред 2 години. Никој тогаш не дискутираше за градење на филтер. После подолги разговори и со сопственичката структура на Југохром дојдовме до решение да тие мора да изградат филтер, значи практично да биде заштитена животната средина на граѓаните и тоа нема отстапување, значи од таа работа, нема алтернатива на изградбата на филтер. А при тоа имавме разбирање како влада дека треба да помогнеме да овакви ликвидни средства се обезбедат и да направиме вин-вин ситуација. Со оглед на цените на феросилициумот на берзите и трошоците кои што се во компанијата, таа може профитабилно да работи и мислевме дека е штета за таа да не проработи од повеќе аспекти. При тоа сакам да кажам дека државата е соодветно обезбедена, значи со хипотекарни покритија на овака дадениот кредит. Постигнат е договор за рестартирање на фабриката и дефинитивно, значи таа без одлагање и без никаква дилема ќе се рестартира во наредниот период. Сакам да дадам порака и до сопственичката структура дека ќе мора да ги завршат своите обврски, но и до сите вработени дека тие може да рачунаат дека својата екзистенција можат да ја гледаат, значи во оваа фабрика. Мислам дека со овој потек ќе се направи еден исчекор во работењето на компанијата. Важно е да напоменеме дека овој филтер ќе биде само значи за најновите и најголемите печки, со тоа ќе се овозможи значи 50% од капацитетот на фабриката да почне да работи, но тој е сосема доволен согласно плановите и предвидувањата на менаџментот на фабриката и на сопственичката структура да бидат вратени на работа луѓето кои што очекуваат тоа да и понатаму обезбедуваат екзистенција во оваа фабрика. Јас лично сум среќен што се изнајде решение за овој долгогодишен и горлив проблем. Мислам денеска дојдов тука да се уверам дека навистина се изработува оваа филтерската постројка, но и дека е затворена финансиската конструкција за рестартирањето на фабриката. Бидејќи да се рестартира фабрика, не претпоставува само да се направи филтер. Тоа е услов без кој не се може, но исто така треба да се направи финансиска конструкција за обезбедување на репроматеријали и сите останати предуслови фабриката да рестартира. Господина Ѓушев, уверувате дека сега на пролеće почне, меѓутоа и минатата година имаше истоветување дека оваа пролеće се рестартира. Колку и самите вработени да веруваат дека навистина конечно сега на пролеće се рестартира и ќе се вратат барем 500 работници? Значи, јас мислам дека требаше да помине некое време за да се изнајдат механизми натре во државата и во Македонската банка за поддршка на развојот да се овозможат на програми за кои што ќе се помогне директно на македонските компании. Видете, Македонската банка за поддршка на развојот, иако го носи името така како што го кажав, таа у принцип сите своји средства досега ги пласираше преку комерцијалните банки и ефектот од нејзиното влијание беше многу мал. Практично, повторно фирмите беа ставени во ситуација да мора да преку комерцијалните банки плаќаат повисоки камати и оние ниски камати кои што Македонската банка за поддршка на развојот ги добиваше, значи, од интернационалните банки, во случајот значи од ЕИП, не стигаа до компаниите. И овој кредит, значи со оглед на тоа дека е Југохром фирма која што не работи, нема да биде со ниска камата, ќе биде со комерцијална камата, меѓутоа Македонската банка за поддршка на развојот мораше да направи целосна нова програма со која што ќе може да помогне на оваков тип на фирми во државата. Тоа бараше малце време. Од друга страна и сопственикот на фирмата, зборувам за Југохром,
му требаше малце повеќе време да ги донесе своите средства, значи за инвестиции од тоа што претходно го имаше најавено, а ние рековме дека услов прв за да дадеме помош како држава е сопственикот прво да ги инвестира своите средства и кога тој ги инвестираше и кога ние добивме доказ дека тој ги инвестира своите средства, тогаш и ние ја подготвивме програмата и го дадовме еве кредитот онака како што ви беше објаснето и транспарентно се гледа на владината седница. Кога директорот прво само кога? Дали се доволни средствата што ги определи влада? Директорот. Нека да изјава он прво. Да, ваше. Вака. Пред се сакам да изразам благодарност до владата на Република Македонија, која што на последната седница донесе одлука за финансиска помош, односно кредит, кој што ќе кажам пред се е комерцијален, значи со залог, хипотека и комерцијални камати, како и другите банки. Меѓутоа, со оглед на нашата неликвидна ситуација која што беше фабриката подолг период, значи последните 2 години од кога прекина со производство, единствено владата на некој начин, јас и тоа го дадов во една изјава во текот на вчерашниот ден, владата најде слух и разбирање дека ова е комбинат кој што има перспектива и кој што преку рестартирањето ќе се на некој начин би рекол трите сегмента исполнат, а тоа се економскиот, социјалниот и еколошкиот. Значи, ние секогаш зборувавме дека на првата средба што кога беше со владата, после запирањето со производството, рековме дека Југохром и дојдовме на таква заедничка констатација, единствено ќе продолжи да работи само со изградба на филтри, со изградба на филтерската постројка и не знам, слушнав вчера некои изјави од типот на тоа дека оваа филтерска постројка чини 12 милиона евра, а ние сме добиле само кредит од 1,5 милион евра, па прашањето е како ќе завршиме. Јас ќе се обидам накратко да ја објаснам. Значи, вкупниот проект на сите филтер станици во фабриката, кои што ги има 3, ако се градат на сите печки, чини 12 милиона евра. Тоа е точно. Меѓутоа, оваа филтер постројка која што ја гледате, која што е во фаза на изградба, чини 4,2 милиона евра. Владата знае дека ние досега инвестиравме 1,8 милиона евра, кои што се подкрепени со документи, а тоа е она што на ФАКОМ го исплативме досега некаде околу 800.000 евра за изградба на постројката и дел од тоа се уплатени како аванси за фибер вреки и вентилатори кои што се составен дел на филтер постројката. Она што ние сега го добиваме како кредит од Македонската банка преку владата на Република Македонија, Македонската банка за поддршка и развој е дополнително 1,5 милиона евра, кои што во принцип некаде ја затвараат конструкцијата од 80% за изградба на филтер постројката. Останатите средства, нашиот собственик ги на некој начин ги гарантира дека ќе ги вложи во текот на наредните 5-6 месеци кога и се планира да се заврши филтер постројката. Тоа е единствената вистина која што се однесува на изградбата на филтер постројката на најголемите две печки 7 и 8, кои што се во принцип некаде околу 50 до 55% од вкупниот капацитет. Тоа подразбира дека враќањето на луѓето ќе започне многу скоро, затоа што тука ќе се гради интензивно и подразбира конечно враќање со рестартирање на фабриката некаде на околу 550 семејства, затоа велам, треба да го гледаме економскиот, социјалниот, но и еколошкиот карактер на изградбата на филтер постројката и ништо повеќе од тоа. Кога што очекува да се изгради филтер станицата, тоа конечно нели да почне да работат овие две големи печки? Па во нашите проекти, денеска за жал не се тука техничкиот директор и директорот на реконструкција и развој кои што се во Србија токму заради оваа проблематика, значи таму се готови едни клапни кои што треба да се донесат во текот на идниот месец. По нашите предпоставки, во некои, да речам, би рекол оптимални услови, значи не идеални, значи не ниту премногу оптимистички, ниту премногу песимистички, некаде крајот на април, почетокот на мај треба да биде готова завршена целата филтер постројка. После тоа иде еден процес на ладна и топла проба која што би трајало некаде околу 1 месец, но и тоа е дел од рестартирање на производството и мислам дека во јуни би почнале со полн капацитет на овие две печки да почнеме да работиме. Меѓутоа процесот на вработување претходно како што кажете ќе започне. Да, како што кажав, значи процесот на враќање на работниците на работа, сега сме за жал само 60 на луѓе овдека, кои што се дел од одржувањето на фабриката, значи во процесот кога фабриката не работи, меѓутоа веќе до нова година ќе бидат сигурно вратени некаде околу 150 на луѓе, а остатокот до 550 ќе бидат суксесивно враќани на работа како што ќе се зголемува интензитетот на изградбата на филтрите. Кога очекувате скроз да се изгради? Ако се река 12 милиони евра, не е малку, нели, голема инвестиција? Се чека уште, нели? Ако не ме разбравте, јас ќе кажам. Значи, филтер постројките се парцијални делови кои што не се зависни едни од други.
Значи, овој дел ќе се гради сега и ќе биде готов до крајот на април, Да, почеток. останатите кога мислите? Останатите, нашиот собственик си има бизнис план, како што планира да вложува средства, најверојатно како што ќе почне да работат овие две печки, дел од тие средства ќе инвестира за изградба на филтер постројки на другите печки. Господин Ѓушев, од синдикатот вчера истакна дека би побарале владата март-април да почне со работа, паралелно со изградбата на филтер станицата, затоа што како што каже биле сериозни, или во тој поглед да не би дозволиле. Фабриката нема да почне да работи без да ги задоволи еколошките стандарди.